Ние се сеќаваме кога побегна Груевски, дека имаше 2 месеци период пред неговото бегство во кој што дознавме дека он си ги изнесувал парите од земјава. Не мислам дека зборуваме за Груевски, но сум спремен денес да кажам нешто што го немам кажано, а тоа е дека бев заменик министар за надворешни работи во посета на Страсбург, не на Брисел. Ми беше кажано дека можеби најдобра вест во тој момент беше бегството на Груевски. Јас лично, ако некој е заинтересиран од политичарите поради личните односи и неговите мотиви, едва чекам да го видам тука да дојде и верам ќе се врати на ден, не ќе се врати, ќе го вратат. На власт или во затвор? Во затвор се разбира. Ми беше кажано за едно сценарио кој што било подготвувано со една друга земја од Европската унија, за тоа што ќе прават доколку биде спроведен Груевски во затвор. Сериозно сценарио, со посети, со организирање на разни настани, но нека остане тоа за сега. Тука па во нека друга прилика ќе го отвориме. Не интересира што ќе прават и која држава, Унгарија? Не можам да кажам, Словенија, која земја, затоа што не сакам да ги нарушам односите, меѓутоа сериозно сценарио беше направено доколку Груевски биде во затвор. И тоа беше од страв. Некако тоа беше за да се остварат влијанието на оние што ги пуштија тие, ако се 200 помоци или повеќе милиони евра за време на локалните избори. Некако на сите му одговараше Груевски да не е во земја. Сакам, не беше он пуштен поради тоа. Зборам за овие луѓе кои што навиваат за нашата евроатлантска интеграција. Пак велам, мора да помине оваа гужва за да се свати дека ние во нашата држава имавме локални избори кои што беа најмалку околу општините.